Што е вистина? Добро. Првата тема беше што е вистина, минатата. А ова ќе биде одговор. Вистината е. Да. Така е, меѓу другото. Еве да отвориме, тоа е точно, тоа е така, во Јован 18 глава, каде што читавме минатиот пат. За средбата на Пилат со Исуса. Знаете, имал проблем Пилат како да го ослободи Исуса, затоа што неколку пати изјавил дека не наоѓа никаква вина во него. Бил шокиран едноставно, очекувајќи некаков разбойник, да се сретнал со човек со толку мил, мирен поглед, смиреност една неверојатна, која што неверојатно него и така било, делувало самото негово држење врз Пилат. И не само тоа, тој слушнал некои работи за Исуса. Баш кај што неговата жена му пратила писмо, значи, она видение, односно сон што го имала. Но и тоа не било доволно. Значи, Пилат се сретнал со Исуса, всушност се сретнал со вистината отелотворена. И рековме минатиот пат, многу што зависи, односно нашата вечна судбина зависи токму од таа средба и токму од нашиот однос и став што го имаме кон вистината. Пилат и покрај целото осведочување дозволел вистината да биде распната. Односно да биде убиена, меѓутоа се постава прашањето, може ли да ја убиеш вистината? Нема шанси. Тоа Пилатово прашање, што е вистина, е многу модерно прашање. Значи, денеска тој Пилатов дух, рековме дека не бил доволно искрен, не сакал со доволно силна желба да дознае што е вистината, затоа и не дочекал да слушне било што од Исуса. Туку тоа повеќе му било, знаете, во стилот на она што го кажа минатиот пат, дека нема апсолутна вистина, се е релативно денеска, секој си има некоја своја вистина, затоа и прашањето што е вистина? Па што е вистина? А Исус секојаш кога зборува за вистината вели вистината. Вистината е една, одредена, таа е апсолутна. Значи, како што кажав, тој Пилатов дух е насекаде присутен по школите, по канцелариите, меѓу професорите, правниците, во владата, во парламентот, кај сакате отидете. Луѓето едноставно не веруваат во апсолутна вистина. На минатиот пат кажав некои податоци. Значи, колку одите кон младите генерации, значи кон помала возраст, толку повеќе се зголемува процентот на луѓето кои што не веруваат во апсолутна вистина, во објективна реалност. За нив е све нешто или вака, или така. Секој си гледа на свој начин, меѓутоа тоа е погубно, значи тоа е она што загрижува затоа што како одат новите генерации, како поминува времето, овој свет се движи затоа кон хаос, токму поради отфрлањето на вистината. И не само тоа, минатиот пат прочитавме во Римјаните 1 глава, во 18 стих, дека луѓето ја задржуваат, значи оние кои што уживаат, живеат во неправдата, ја задржуваат вистината. Не сакаат вистината да дојде до израз, затоа што ги осудува. Не им одговара. Во Римјаните 1.25 видовме дека вистината ја заменија со лага, уште полошо. Меѓутоа сето тоа се чекори. И сето тоа започнува заради отфрлање на вистината. И каде започнало отфрлањето на вистината?
Уште на самиот старт. Што им вели ѓаволот што и вели на Ева? Зарем Господ на вистина рече? И секогаш тоа прашање е актуелно. Што е вистината? Вистина ли е дека Бог рекол да? Единствена вистина денес можеме да кажеме е дека нема вистина. Но ние знаеме дека не е така. Затоа ескалира се што е зло. Абортус, хомосексуалност, блуд, неморал и така натаму и така натаму. Сега, кога читаме во 18 глава Јован, ги прочитаме сега само од 36 до 38 стих. Исус одговори: моето царство не е од светов. Ако моето царство беше од овој свет, моите војни би се бореле за да не им бидам предаден на јудејците, но моето царство не е од тука. И Пилат му вели: па сепак си цар. А Исус му одговара, односно тоа како вид на прашање: па ти велиш дека сум цар. Јас се родив за тоа и за тоа дојдов на светот. Знаеме зашто Исус дошол на светот. Исус е спасителот. Меѓутоа, меѓу другото, Исус дојде за да сведочам, вели, за вистината. Секој кој е од вистината, го слуша мојот глас. И Пилат му рече: што е вистина? Видите, во 2 стиха 3 пати се спомнува вистината. Исус дојде да сведочи за вистината. Значи, вистината е реална. Вистината постои. Таа е реалност и рековме минатиот пат, не е тоа она што одговара на реалноста, како што луѓето си ја гледаат реалноста, а секој си ја гледа пак, ќе кажеме на свој начин, туку она како што Господ ја гледа реалноста. Тоа е вистината која што одговара на реалноста, како Господ гледа. Значи, тоа е она што е, а не она што изгледа, имате впечаток дека е и така натаму. А спомнав минатиот пат, меѓу другото, реалноста е и објективната вистина е дека Исус е цар. Самиот Пилат тоа го видел. И тоа не само цар, затоа што така милувал да се каже, или така, може би другите велеле за него, дека се прави, туку Исус е вистина цар. И тоа цар на Вселената. Цар кој што држи се во своите раце и цар кој што одлучува. Царот на вистината. Прво, вистината доаѓа од Бога и таа е божествена. Сушност, самиот Бог е вистина, нели? Исус е вистината. Значи, не можете да ја најдете на телевизија Сител, на Канал 5, на CNN и не знам каде се не. Минатиот пат зборувавме повеќе за тие медиуми кои сме кај нив, значи, секој како е платен, како е ориентиран, така ја прикажува вистината, под наводници. Еве, денес, не знам, ако може би сте виделе малку на интернет, ќе видите дека повторно има протести во Лондон, сега има и во Мадрид, имаше денови во Мелбурн, каде што има многу силни карантини во Австралија. Како најава, веројатно, затоа што нели Австралија сега во оној преводен период, како што ние бевме кон зима, мислам не, кон лето, значи пролет кон лето. Како што ние бевме кај нас карантинот, а сега ние одиме полека во есен, па кон зима и веќе во најава се повторно карантини, што ти не, меѓутоа повторно ќе кажам, ни прикажуваат извртена реалност која што не е всушност реалност, лажна реалност. Вистината доаѓа од Бога, кажавме, таа е божествена. Бог е авторот на вистината. Она што тој го вели, тоа е вистина. Тоа е вистината, Исус. Да прочитаме, Псалм 31:5.
дека вистината е божествена, дека доаѓа од Бога. Псалм 31:5. Во Твојата рака го предавам мојот дух, Ти ме откупи, Господи, Боже на вистината. Јас сум патот, вистината и животот, Јован 14:6. Во Јован 15:26 за Светиот Дух се вели дека е дух на вистината. Истото тоа се кажува и во Јован 16:13. Се што е според Божиот ум, во согласност со неговиот карактер, со неговата воља и неговото битие, е вистина. Она што ќе го каже Бог, тоа е вистина, како што погоре реков. Она, како Бог вели што е греф, тоа е греф. Како Бог вели што е брак, тоа е брак. И така натаму. Под број 2, вистината е апсолутна, значи совршена, целосна, чиста. Исус секогаш, како што истакнавме и порано, зборува за вистината. Таа е ексклузивна, дискриминирачка. Пазите, денеска кога се зборува општество на инклузивност и така натаму, не, вистината е ексклузивна. Таа исклучува, таа дискриминира. Една е вистина. Се што е надвор од вистината е лага. Не може кој како сака. Ајде сега овој ќе го прифатиме со неговото размислување, па овој, па сите да ги прифатиме, инклузивност. Не, кај вистината нема тоа. Една е вистината. Исус е еден. Бог е еден. Затоа и никогаш не е популарна и ниту денес, посебно сегашната вистина за која што се спомна и за време на поуката, и ќе наидеме на силен отпор. Ние како Божи народ, како што доаѓа времето. И на прогонство секако. Се што и се противи на библиската вистина е лага. И доаѓа од кого? Ако не од таткото на лагата. Дјаволот е опишен како татко на лагата. Самиот Исус вели за него. Дека е татко на лагата. Зато што не остана во вистината. И не е од вистината. Под број 3, вистината е објективна. Значи, таа е факт кој што е докажлив. Не е тоа некое чувство, мислење нечие, не. И таа се докажува и ни се прикажува преку Словото. Словото е вистината. 2 Тимотево 2:15. Труди се грижливо за да се покажеш себе си достоен пред Бога како работник кој не треба да се срамува, кој правилно го проповеда Словото на вистината. Мојот крштенички стих патем. Слово на вистината. Библијата е вистината. Че вистината е експлицитна, екзактна, точна, сече, така е како што е, и точка, се што е надвор од вистината е лага, рековме. И често пати, ако ние како луѓе имаме проблем со вистината, проблемот не е во вистината, туку е во нас. Затоа што не можеме да ја проголтаме, така да се изразиме. И што би рекол Милош Богдановиќ, од тука потекнуваат и многуте верски заедници, затоа што седнал некој и прочепкал низ Библијата, скокнал нешто што не му се допаѓало, нешто што не може да го проголта, еве, ајде, верска заедница, таа и таа. Другиот друго нешто чепнал и така натаму. Значи, да, точно е, ако беше лубеница во прашање, ќе ги плукавме семките или не знам што, ама ја дури не ги плукам, јас јадам лубеница со се семки, значи ми е досадно да... Дури и пожелно и да ги гризате, значи уште по-добро. Нема, значи, вистината е една и таа и сече, и непријатна е, често пати не можеме да ја проголтаме, да. Четврто, вистината е една, тоа е. Сите вистини, значи, имаме вистина за состојбата на мртвите, вистина за ова, вистина за она, за второто Христодање, така натаму. Меѓутоа, сето тоа е еден систем, едно тело на вистини. Се вклопува во едно. И затоа велим дека вистината е една.
Таа не може да биде контрадикторна самата на себе. Некој ќе дојде и ќе ви каже, и ја имам нова светлина, Господ мене ми покажа нова светлина. И што е тоа? Еве вака. Ако тоа е контрадикторно на досегашната светлина, тоаш не е дел од вистината. Ако не може да се вклопи во тој систем на вистини, нема шанси да е дел од вистината. Значи, тоа е како една сложувалка од повеќе делови, кои што совршено се вклопуваат во една целина, или, не знам дали сте виделе, па добро, не знам сега како, ама, да речеме, од тие старите черги, кои што се биле ткајани на стари разбои, ако извлечете една нитка, значи тоа може да се растури со текот на времето свет. Значи, исто ви е, како од битие, ако тргнете од битие, ако извадите нешто, ќе го растурите откровение. Значи, тоа е така поврзано во една целина. Ќе го расипете откровението. Не може да вадиш и не можеш да чепкаш. Вистината е една. Вистината е непроменлива. Значи, таа е над годините и над вековите. Таа е безвремена, можеме да кажем. Она што вчера било право и криво, тоа и денес е право и криво, и тоа треба и утре да биде во иднина право и криво. Што е право, право е, што е криво, криво е, а не со текот на времето, тоа може би било некојаш, ама сега знаете, тоа е застарено нешто или така натаму. Не. Таа е непроменлива, затоа што самиот Господ е непроменлив. И вчера, денес и довек. Затоа реков дека ако некој ви дојде со некоја нова светлина, ако не е конзистентна, значи, со тоа претходното кажано, не може да биде тоа дел од вистината. Псалм 119:89. О, Господи, Твојот збор останува довека, постојан како небесата. Да. Исаија 48. Исаија. Тревата се суши, цветото венува, но словото на нашиот Бог останува довека. А словото е вистината, како што видовме. И Матеј 5:18, познатиот стих. Зошто вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмалата буква, ни цртичка, нека ја снема од законот, додека не се збидне се. А некои велат, не, законот постоел тоа тамо за евреите. Во Стариот Завет постоел, ама сега не постои законот, укинат е законот. Лука 16:17. Полесно е и небото и земјата да поминат, отколку да пропадне една цртишка од законот. Познати стихови. И како што и денес нагласивме, вистината е секогаш релевантна. Секогаш. Таа не може да застари. Тоа што било вистина, значи порано, тоа и денес е вистина. Затоа, жалосно е што црквите ни се празни, но поготово за помладите, општо за сите. Зошто? Затоа што ако сакате да слушнете нешто што е за денешно време, тогаш треба да дојдете во црква, ама добра црква, кај што се проповеда од Библијата, тогаш ќе слушнете нешто што е актуелно. Тоа што тука го слушате е поактуелно од утрешните вести. Тоа е факт. Библијата е безвремена, таа е непроменлива. Таа е за секое време, поготово за последното време станува се порелевантно и порелевантно. И затоа и не е чудо што фала му на Бога, некои луѓе, како што денес и Браѓани кажа, и телевизиски ликови почнуваат да се свртуваат кон Библијата и цитираат и стихови од таму, значи, сето тоа радува. Вистината е авторитативна, може да кажеме суверена, че таа бара нешто од нас, бара делување од наша страна. Може да кажеме таа заповеда, ни заповеда, затоа што за себе го има Божиот авторитет.
Затоа реков каков однос кон вистината имаме, тоа ќе одлучи нашата судбина. Вистината може да те ослободи, меѓутоа ако ти дозволиш, ако ја прифатиш, ако не се поставиш како Пилат, што е вистина? На другата страна не ме интересира. Не може така. Треба со цело срце. Искрено, затоа велиме, оној кој што е искрен, кој што искрено сака да ја дознае вистината, ќе ја дознае Господ, ќе најде начин како да го упата на вистината. Меѓутоа треба стварно да сака да ја знае вистината, да ја запознае, да го запознае Христа всушност. Вистината е моќна, затоа може да ослободи, обратува, осведочува. Нема ништо посилно од вистината всушност, ако и се предадете, ако дозволите да делува. Тоа е силата Божја која што стои зад неа. Посветува, теши, суди и така натаму. И вистината е одлучувачка, таа одлучува каде ќе завршиме. Таа одлучува нашата судбина, таа е нашиот волан, да кажем така, кормило. Како ќе се поставиме кон неа, така ќе завршиме. За жал, Пилат, знаете како завршил подосна? Нешто слично на Јуда. А и двајцата се поставиле на сличен начин. Кон вистината и на крајот сите ќе завршат. На ваков или на таков начин, на трагичен начин. Оние кои што не се заинтересирале, немале доволен интерес за најбитното прашање, што е вистината. Таа е најважна од се. И сега доаѓаме до оној дел колку е примена вистината, кај што во стихот читавме во Јован, Исус му вели на Пилат, тие кои што се од вистината, тие го слушаат мојот глас. Зошто, ако вистината е ова што е, зошто луѓето не ја прифаќаат вистината? Веќе наведовме некои работи. Затоа што треба да дозволиш да Светиот Дух делува, да се родиш од вистината. За да бидеш од вистината, треба да се родиш од вистината, да си лојален на самата вистина, да ја припаѓаш на вистината, да ја браниш, со самото тоа и ќе ја браниш вистината. Како вели во Солуњаните. Оние кои што не ја примија љубовта кон вистината, Господ ќе дозволи да заблудна дејност, значи да поверуваат во лагата. Значи, треба да се заљубиш во вистината, да си дел од таа вистина, од вистината. А тоа е работата на Светиот Дух. Затоа не треба да ја попречуваме неговата работа. Ние секојдневно растеме, секојдневно откриваме по нешто ново. И треба да дозволиме да Светиот Дух делува и да станеме дел од таа вистина, тогаш ќе го слушаме, секојаш и ќе го препознаваме Божиот глас, а тоа е неверојатно битно во ова денешно време, кога слушате разноразни гласови. Тугинци, колку сакате околу вас. Меѓутоа, неговите овци не го слушаат гласот на тугинецот, туку го препознаваат и го слушаат гласот на вистинскиот, на верниот пастир. Го слушаат гласот на вистината, Божиот глас. И го следат. Пастирот оди напред, јагнињата по него, овците по него. Или во 14 глава Откровение, сите го следиме јагнето, во таа смисла, нели, жртвеното јагне, кој што пак укажува на Исуса. Треба да сме дел од неговиот овчарник, од неговото трло, од неговите овци, да го слушаме гласот и тоа ќе бидеме сигурни. Прашањето е дали ние сме од вистината, дали ја имаме вистината во срцето, дали ја љубиме вистината. Тоа е оно што ќе одлучи. Иако од секојаш била на удар и уште повеќе ќе биде, допрва ќе биде на силен, страшен удар вистината, таа е вечна. Видовме дека не можеш да ја раснеш вистината. Видите, Пилат дури си ги измил рацете и рекол, ја немам ништо со ова, вие правите му што сакате. Како тоа?
Мора да имаш одреден став кон вистината, за или против, не можеш онака, неутрален, не. И колку и да е таа на удар, таа ќе обстои, таа е вечна и ќе продолжи понатаму и ќе извојува победа. Затоа е битно на која страна сме. Таа е вечна и никој не може да ја уништи. Затоа што Исус, Господ е вечен, а токму Исус, токму вистината е најважниот предизвик за секого од нас, за целото човештво. За жал Пилат постапил како што постапил, мнозина повеќето постапуваат слично, да не даде Господ да ние завршиме така. Затоа е битно да бидеме од вистината. Нека Господ ни помогне да се одржиме во вистината. Зашто видите за ѓаволот што се вели таму. Не остана во вистината. И тој беше еднаш во вистината, но не остана. Битно е да останеме, да го задржиме курсот и правецот и да останеме до крајот со вистината и дел од вистината. И тогаш нашата вечна судбина е загарантирана, тоа е спасение и живот со нашиот Бог и Спасител. Нека му е слава нему. Амин. Боже и Господе наш, Ти благодариме за вистината. Ти благодариме за Исуса Христа, Ти благодариме за Твоето Слово. Ти благодариме што си ни ја открил вистината и што секој ден ни откриваш нови делови од неа. Или, можеме да кажеме, нови убавини од Христовиот карактер. Секој ден. Но тоа можеме да го постигнеме само ако се дружиме со Христа, само ако се дружиме со Словото, со вистината, секој ден. А таа вистина е најважна од се, секојаш релевантна, секојаш up to date. Секогаш е она што ни е најважното. Она што ни ги отвара очите, она што ни кажува во кое време живееме, она што не води во вечноста. Затоа, Господи, помогне ни да, ако може би се уште имаме проблем со вистината, ако се уште не можеме да проголтаме нешто, помогне ни, Господи, да бидеме начисто со вистината, некако Пилат, некако мнозина во денешниот свет кои што бараат, но не знаат што бараат. Се борат за некоја правда, бараат слобода, но нити правда, нити слобода нема надвор од вистината. Води ни, Господи, по патот на вистината, по патот кон Христа, води ни и во оваа нова седмица, а за се ќе ти бидеме и смети неизмерно благодарни од се срце во Христово име. Амин.